Значи, од страна на менеджментот на телевизијата нема ново соопштение, има известување од синдикатот кое е наменето за вработените во Алфа. Со тоа известување им посочуваме на вработените дека вчера беше одржан првиот состанок меѓу директорите и представниците на синдикатот во Алфа. На тој состанок добивме уверување дека синдикатот ќе биде вклучен во целиот овој процес на колективен отказ. Но синдикатот не можеше да отиде чекор понатаму во преговорите, заради тоа што прво побаравме неколку документи кои мораме да ги поседуваме на писмено. Тоа е прво одлуката на сопственикот од Белград за колективниот отпуст, потоа одлуката на Алфа, која е донесена врз база на одлуката на сопственикот, потоа програмата за деловно работење на телевизијата, систематизацијата која е актуелна во моментот, за да видиме што предвидува и какви работни места предвидувата, и тоа што најмногу не интересира се критериумите, односно формирањето на комисијата и според кои критериуми таа комисија ќе го врши бодувањето, затоа што ни е најавено дека 136 вработени во телевизијата колку што има вкупно, сите ќе бидат на реоценување. Тоа значи ќе биде една погломазна постапка, но најважно за нас ќе биде според кои критериуми и кој е тој што ќе ги дава оценките и кој ќе го врши бодувањето и на крај како ќе се донесе таа конечна одлука, кои луѓе ќе бидат прогласени технолошки вишок. Не успеавме да добиеме точна бројка, но со оглед дека станува збор за 100.000 евра на годишно ниво, кои мора телевизијата да ги заштеди, затоа што сме биле превработени, добиваме впечаток дека 15 на луѓе ќе останат без своите работни места, а менеджментот ни укажа дека нема да се повлече од намерата да има откази, затоа што синдикатот прво настапи дека да се обидеме сите да останат на работа, но јасно е дека неопходно е да има технолошки вишок. Ако го земеме главниот аргумент на менаџерите во Алфа дека превработеноста е причина за да дојде до технолошки вишок, тогаш ние како синдикат заклучивме, а на тоа се согласи и директорите дека практично новите сопственици ја направија превработеноста. Новите сопственици имаат нови уредници, новите уредници имаат нов тим, практично е покриен секој сектор во Алфа и сега се поклопуваат. Тие дојдоат 10 до 15 луѓе нови во последната година, токму колку што сега ни се најавува дека практично треба да бидат отпуштени. Тоа што дел од колегите не ги гледате на екраните се должи на повеќе фактори. Некои колеги работат во позадина, не дека немаат задачи, некои колеги не добиваат задачи, некои колеги повремено имаат можност да направат прилог, меѓутоа се согласувам дека ете Алфа има можеби нова слика на вестите. Нам како синдикат ни останува да се држиме до тоа што се вика закон, односно да инсистираме да бидеме вклучени во процесот, да ги утврдиме строго критериумите по кои ќе не бодуваат и тоа бодување да биде фер. Не можеме да најавиме конкретни чекори затоа што до петок ни е најавено дека ќе ги добиеме сите овие писмени документи кои ви ги набројав, откако ние ќе се консултираме со централата на синдикатот и со нашиот правен застапник, ќе видиме на наредниот состанок како ќе настапи. Но можам да кажам дека синдикатот ќе настојува да останат сите на работа, иако во вакви услови очигледно тоа ќе биде тешко и неможно. Не би ли цитирал со имиња, можеби да се претпоставува кој ќе биде избркан, можеби неофицијално низ ходниците на Алфа да се зборува кој ќе биде избркан, меѓутоа ние мораме да видиме како ќе не избодуваат, односно кои ќе бидат последни на таа скала што ќе бидат практично први за технолошки вишок.